Почитувани, Мицкоски, за да се спаси себе си, сака државата да е турка во пораз. Сите предлози на Мицкоски, чиракот на бегалецот, осуден криминалец од Будимпешта Никола Груевски, водат кон неизвестност и несигурност. Да ја подсетиме јавноста. Мицкоски беше против да се одржат вонредните парламентарни избори, кои тој лично ги побара. Беше против договорот со Грција, против Преспанскиот договор, а сега сме 30-та земја членка на НАТО. Мицкоски беше и се уште е против сите 5 сета економски мерки, со кои што се спасија стотици илјади работни места и се поддржани илјадници компании. Бараше и работеше на тоа да нема функционален парламент, свесно преку своите пратеници, ја кочеше финансиската поддршка за компаниите, граѓаните, пензионерите, здравствените работници. Во техничката влада, преку заменик министерката од ВМРО ДПМН, Мицкоски ја кочеше финансиската поддршка од Светска банка за опремување на болниците со цел полесно справување со коронавирусот. Мицкоски беше против да се донесе и новиот закон за јавно обвинителство, поради кој сега предметите од СЈО продолжуваат, а веќе се изречени судски пресуди. Една од нив е и за неговиот ментор Сашо Мијалков. Почитувани, Мицкоски кочи, тој не придонесува за доброто на граѓаните и на државата. Неговата грижа за здравието на граѓаните е лицемерна. Тој во се гледа шанса како да ја задржи лидерската позиција во Белата палата. Речи си цели 19 години државата нема спроведено попис како најважна политичка статистичка операција. И токму тоа поради ВМРО ДПМН, која потроши народни пари и го прекина пописот во 2011 година поради нивните партиски калкулации. Пописот е исклучително потребен и државата конечно ќе добие целосни, прецизни и релевантни податоци за натамошен развој. Пописот се спроведува и ќе се спроведе целосно по сите стандарди без застој. Нема да се одложи. Ги имаме сите протоколи за безбедно спроведување, институциите се подготвени за секој детал, за секоја ситуација. Почитувани, поразите на Мицкоски нема да станат порози и на државата и на народот. Неговата очајна борба да опстане во Белата палата нема да биде на штета на развојот на државата и на иднината на граѓаните. Благодарам.